апсолутно не е здодевно кај нас, бидејќи секој ден постојано се свири, се пее. Драган и Лина ја сакаат песната, уште многу малички. Секојдневно сме ние, може да кажеме, од утро до вечер сме со песна дома. Кога ќе слушнат некоја убава песна, што ќе и се бендиса што ќе ја сакаат тие, одма почнуваат да ја свират, да ја вежбат. Јас ќе му предложам на бато, па бато на тато и така ќе се договориме. Мојот дедо претходно свирел на кларинет, па ете така ме повлече и мене генетиката. Јас почнав да се бавам со музика, продолжив непрофесионално, меѓутоа останав со музиката до ден денес. На почетокот само ја слушав музиката од него, но еден ден ми се појави желба да пробам, да видам дали ќе можам да ја научам. Пробав музиката, ја научив многу лесно. Почна тато и бато да свират и јас почнав покрај нив и така се роди мојата желба кон музиката. Драган и Лина немаат трема, значи уште од многу малички се слободни и да разговараат и да свират, кај нив нема трема. Јас и Лина уште од мали свириме заедно и веќе сме на вежба. Секогаш кога на пример свириме некоја песна и сакаме да сврземе друга песна, секогаш со поглед се разбираме и се договараме која песна ќе биде таа. За викенд свириме повеќе народно, но сега се спремаме исто така за во мај за нови напревари, за нови концерти. Па затоа класиката е на прво место. Би сакал да продолжам да ја негувам македонската музика, исто така и класичната музика да ја свириме. Па би сакале со Лина заедно секогаш да свириме и да пееме. Секако уште од сега правиме планови, кога ќе пораснеме уште малку, да си формираме група и да пееме заедно. Мене ми е омилен град Париз и таму сакам многу да одам. И сакам да свирам исто така и да го посетам. Кога одиме на одмор, секогаш си зимаме инструментите и таму свириме. Се случува многу пати така да ме препознаат и на улица, така кога бевме и на одмор на плажата ни рекоа дали сте вие Лина и Драган. Јас си им кажувам на тоа дека скромноста во животот е многу големо достигнување и дека и самите треба да се свесни колку и да се високо во одреден сегмент од животот, тие сепак треба да бидат скромни, љубезни кон секого, а да го негуваат тоа и да бидат упорни и трудолюбиви.